Добре дојде во студио за професор Љубомир Фрчковски. Вие бевте учесник на конференција во Берлин, каде што се говореше за проширувањето, економската криза која влијае негативно врз проширувањето, опасните трендови, национализам, популизам, говориме за Западен Балкан, односно земјите кои стремат кон проширување не може воопшто да се идентификуваат со европските вредности, со вредностите на либералната мисла и воопшто вредностите. Па знаете што? Всушност Европа има проблем. Она гледа дека назадуваат дел од земјите, очекува тие да напредуваат, тие всушност назадуваат и не им јасно што се случува. Ева е втора конференција која полисмейкерите, односно оние кои се организатори на некаква политика или кои притискаат за се формира политиката мизансцен позади сцената на главните политичари, се обидуваат да во анализи да им стане од експертите или професорите или ние што се бавиме со тоа од теренот, да им стане јасно што всушност се случува. Они имаат ваква шема, дека земјите во регионот имаат проблеми. Дека се тоа земји со проблеми. Тоа е едно ниво. И дека тие се обидуваат да ги постигнат тие вредности на Европска унија, него имаат проблеми некакви на тој пат и сега бараат помош од Европската унија. Европската унија е фина, некој се обидува повеќе, некој помалку да им помогне. Меѓутоа, мислам дека таа слика им е погрешна. И јас се обидов да им објаснам зашто им е таа слика погрешна. Дел од нив мислам дека разбираат полека. Погрешна е затоа што дел од тие земји, посебно Македонија, Црна Гора исто, делумно Србија, Босна исто, Косово исто, Албанија под Бериша исто. Плюс може да се додаде Унгарија која е веќе во Европска унија, не е проблем, и Турција од страна во поширокиот регион. Имаат друг проблем. Не се тоа земји со проблем. Тие се земји кои многу ефикасно градат друг систем. Тоа европејаните не го разбираат. И тоа делумно со европски пари тоа го прават. Значи, они развиваат авторитаризам, кој не е демократија, кој е многу ефикасен систем, во детали го развиваат, толку во детали што тие владетели тешко се рушат на избори воопшто. Целиот систем го превземаат во практично едно партиско владење на нивните партии и движења. И тоа европјаните не може да го разберат дека се случува под нивна капа, со нивно лошо мониторирање. И на прашањето, па добро, што да правиме во таков систем, моето објаснување делумно беше дека вас не ви требаат повеќе пари и не ви требаат повеќе луѓе. Но секако ви треба малку подобро знаење што се случува доле кај нас и подобар план ви треба за притисок. Зашто луѓе, например, имаат мисии во овие земји во кои говориме. Имаат спар, меѓутоа треба подобро да анализираат што се случува. Нив анализата им е лоша што се случува. Например, не може да разберат зошто во рапортите пишуваат дека земјите кој Македонија имаат мали предности, велат мали позитивни аспекти, као еве носат закони или расправаат за закони за медиуми, тоа е дамек позитивен аспект, и во истата реченица велат следното. Истовремено земјата паѓа 20 места на сите релевантни, 4 меѓународни листи за слобода на говор. И сега, прашањето е каков е тој извештај по јаволите? И ако воопшто се знае дека еден закон за медиуми може да биде репресивен, односно да ја ограничува слободата, тоа е едно, аплаудираат? Тоа е едно, второ, како може да има позитивен извештај земја која назадува, која наспроти носење на законите продолжува да назадува. Ајде да не ги донела законите, може да постои надеж дека земјата која ќе ги донесе законите, ќе се подобри. Али ние и во судството, и кај медиумите, носиме закони и извештајот уште полош. Дури они го разбираат тоа. И се у блокада се, не може да разберат. Како е возможно таков тренд? Нешто се случува, нешто им недостасува во анализата суштествено, и се тука се практично зинати, онака баш не слушаат, не гледаат што е приказната, просто не може да веруваат. Тезата моја е дека вас ви се случува авторитарен популизам доле, целосен систем се развива, вие тоа не го гледате. Авторитарниот популизам е прилично жесток систем. Лидерите кои го водат се умни, не се глупави луѓе. Они, земајќи ги вашите пари, продуцираат закони како една магла, како
дизајнот на новата универзална сала, како јајце од озгоре И го свети. нарекуваат нов барок во исто Нов барок, време. а внатре продолжува не само да биде се исто, туку ја засилуваат својата власт, што е парадокс. Како ве лажат така? Како успеваат така да ви измамат? Не ми е јасно, тоа е проблем ваш на анализа. Вие, на пример, и сега, кој излез од таа приказна? Во кратко, сега да не ви должам. Анализа е што првиот дел, првиот пакет, што се вика Копенхашки критериуми. Значи, тоа се владење на право, независно со судство, човекови права, медиуми, слобода на медиуми. Вие не смеете да го затварате кога ги контролирате овие земји. Они што прават европјаните? Прво тој пакет го затвараат, земјата ги совладала тие работи, па одат втор пакет, па трет, па четврт пакет, и одеднаш гледаат дека првиот пакет всушност не може да го затворат. Земјата не постигнала ништо во тој пакет и назадува. Значи, првиот пакет, клучниот за демократијата, треба да го држат отворен до крај. И тамо не смеат да прават компромис. Значи, земјата, ако покаже слабост, кај првиот пакет они мора да и се втурнат во мониторинг и блокада на таа земја. Значи, ако покаже дека судството е полошо од претходно, а све направиле, као што вика оваја, како се викаше, све направивме, сите проекти ги направивме. Све направивме, сите закони, и сега ние одеднаш назадуваме, одеднаш имаме полош извештај од порано. Па тоа е најголемиот проблем. Тогаш вие имате некој карцином внатре, кој не можете да го излечите. Тогаш треба случајот да се отвори наново. Значи, вие утињате, ја утнувате целата домашна задача. Наново учителот треба да дојде и треба да ви направи друг мониторинг на целиот систем. Политизацијата не можете сами да ја решите. Мора да ви ја решава тој. Тука мониторингот на Европската унија мора да биде безмилосен, без компромиси. Кај човекови права, независност на судството, слобода на изразување, без компромиси треба да ги ја држат, ја уценуваат земјата, мора да го користат стапот, стик, наместо морковот, награда тука веќе нема. Во кој смисол да ја уценат? Па мора да ја уцена дека ако тука не постигне резултати на теренот, ќе се блокира на тамошните разговори. Ќе подуцена дека ќе го изгуби статусот кој го има во разговорите во овој момент. Значи, мора да бидат безмилосни во тој дел, бидејќи тој дел се есенцијата на европските вредности. Но знаете како вели македонскиот политички врв, политичарите на власт во моментов Груевски и Иванов, помеѓу ЕУ и идентитетот, односно промена на името, секако дека навиваме за зачувување на името. Не, тоа со идентитетот, тоа се посебна приказна и посебни глупости. Они имаат серија на политички гестови, политики, кои се сосема друга насока. Значи, они развиваат генерално еден евроскептицизам, односно сомнеж во европските вредности, а остануваат на патот на европската интеграција. Тоа што го прави Орбан, ама тој е внатре во Европска унија, овие го прават надвор од Европска унија, што е погубно за земјата. И они им ја затвараат вратата и овие се во задното двориште, односно двор на Европската унија, остануваат да џавкаат таму. Зошто говорите за Орбан во таков смисол, во такво светло? Во изден кога почина Мандела, Орбан претходно доби орден од председателот Џорџе Иванов, 8 септември медал за особени заслуги во пријателството и во односите со Македонија. Виктор Орбан, нарекуван многу често како автократ, не само од медиумите, туку и генерално од европските институции, доби аплауз од македонскиот председател Иванов. Денеска провладините медиуми го бранат тој потек. Видите, ја очекував Иванов да го бакне со оној познат брежневски бакнеш, Хонекер што го има бакнато, Орбан ако сакаат тоа може да го направат. Значи гестовите во кои тие си ја покажуваат својата фројдовска, тоа е грешка фројдовска, го покажуваат суштината, јасно го олицетворува тој шејп, рамка на автократија што кај нас се гради. На пример, историската митологија на Груевски, а тоа е антиквизацијата, на Ердоган и на Орбан се слични. Они ги прескакаат непосредното наше минато, тоа е партизаните, ослободувањето, антифашистичката борба, и одат дури и ВМРО од 19 век, и одат во далечното минато на Александар. Истото го прави Орбан.
митолошки го прескокнува Хабсбуршкиот дел од Унгарија и оди во митолошкото чисто минато на така наречените 4 унгарски племиња, лидери од Азија кои доаѓаат и се населуваат во Европа. Сите го прават истиот гест. Ердоган го прави истиот дел, значи ја прескокнува непосредната историја на Ататурк и оди во славните султани. На нив им е потребна некоја чиста, неевропска точка во минатото, каде што нацијата била херојска и единствена, да биде поврзана со сегашното нивно владење, на еден митолошки, чуден, невозможен начин, али они го прават тој мост. Истите тројца го прават истиот манир на автократија и при тоа тој мит е антиевропски. Европа е нешто што се распаѓа, нешто што е морално проблематично. Ние нешто мораме тамо да одиме, али го презираме во основа, таа не може да не разбере. А ние сме мачо, чисти, од некое далечно минато дојдени, со една чиста нација и единство, и сме како некакви пасторчиња тука запоставени во судир со оваа блудница Европа. Истиот манир, истиот говор го има и национализмот и популизмот. И сега, тоа е идеолошката матрица. Потоа, они продуцираат свој народ. Значи, тоа е најопасниот дел кај нив. Они се повнатрешнуваат во новите генерации. Значи, прво ги празнат од критичка вредност, ги полнат со страв, дека сме ние жртви на општи напади од сите и од секого. Внатре албанци, надвор соседи за името од Грција, Европа не разбира, значи тотални жртви. Потоа ги полнат со лажна херојска содржина на победници Александрови, ова што ги пеат Филип Сорака, поздрав праќа, Александар гордо. Говорите за сликовницата. Поздравот го враќа, тоа полнење со лажна херојска содржина и потоа тој така зомбиран народ е нивен народ. Он секогаш за нив, они мисли дека тие го застапуваат него во таа приказна илузорна. Дека потикнуваме од амебите. И внимавајте, тој народ е осакатен на начин што останува да живее и кога ќе се смени власта, они ќе бараат и новите власти тој сервис да го прават. Истата идеологија. Истата идеологија. И третиот елемент по кој го познавате сега најконкретно авторитарниот систем, за кој најцелосно зборувавме и детално зборувавме во Берлин, тоа е дека они ги напаѓаат и ги растураат независните институции. Значи секој центар на независна моќ, Уставен суд, судството генерално, сите независни тела кои се формираат со различни закони, медиумите и бизнисот. Све е направено како подвижни огледала, ја велам, во соба на огледала, и во сите се гледа ликот на еден човек. Се прекршуваат. Тоа е пастирот. Да. Значи како се свртите, пастирот го гледате, како во на соба, хорор соба во циркусите, кај што сегде ве осликува вас. Све е растурено, сите се подсечени од својата уставна основа. Уставниот суд, погледнете го што е. Тоа е карикатура на независност. На сличен начин заврши Уставниот суд во Унгарија. На сличен начин. Гледате, таа паралела е иста. Он се пресликува, он го гледа својот подобар, да речеме, пример можда. И во таа смисла, во политичкиот систем, ние патиме од тоа. Ние сега немаме институции, Македонија нема институции, и сега има некои подправила, кои важат како ќе си ги завршиме секојдневните работи. Вие мора да чукнете на таа врата, не мора да дојдете на конкурс. Секој од нас знае како може да си ја заврши работата и тоа е некое подземје. Тоа е некој субсистем кој владее. Исто функционира автократското владење во секој пример. И они се препознаваат. Тоа се нивни луѓе, Орбан, Ердоган. Нели, Ердоган му е во срцето. Орбан му е во срцето. И се во срцето треба да има место само уште за овој Јануковиќ или оној од Белорусија Лукашенко. Тоа е сега, нивните срца се исполнети. За Собратар веќе сигурно дека е во срцето. Да, е клован во таа смисла. Да. Моето срце е со Ердоган. По посетата во Кина изјави, говорам за претседателот Иванов, дека Кина успева затоа што не се менува власта и сите комунистички влади го следат вистинскиот пат. Даде изјава за Барак Обама дека си намигнале за време на вечерата, на која седеа на различни маси во Вашингтон, дека треба да ја следиме контролираната демократија на Путин во колумна Гледај Русија, пиши Македонија. Па тоа е ова што зборувавме. Зошто вакви изјави не дава примерот Груевски, например? Па не знам, веројатно, видите, Иванов е на
далечинско управување и он може сите овие форми на најголеми компрометирачки гестови да ги направи без пардон во име на власта. Веројатно и тој делумно верува во тоа. Не е проблемот што он не верува во тоа. Он верува во таа приказна за авторитарноста на системот, така што него не му е тоа тешко да го прави, да се само понижува. Се би направил веројатно и во таа смисла што него ќе му кажат, има еден дел оригинални глупости што ги прави, што не му ги рекле, а он се надминува себе си. Од целата приказна околу одразумен компромис, околу односот кон медиумите. Например, гледайте, он ги држал, сега тоа е трагедија малку и на опозицијата, он ги држал часовите, летните школи за СДСМ, како, ми кажува дел од нив, како они да се однесуваат во контакт со медиумите. Ако новинар случајно ти упад, да ти искочи вака пред тебе, како да не се збуниш, да му одговориш. Таков тренинг, он им држал на СДСМ во Охрида. Он е најслаб во тој однос со новинар. Него новинар кој ќе му се појави, он одма искача се држи за некаква анегдота и во принцип таа идиотска. Значи, гледате, тој систем е кај него има корени. Она загледаност во дупката од паљурци, тоа е една метафора на замислениот лидер, она е роденовска слика на замисленост, тоа е Иванов загледан во дупката од паљурци. Тоа е сликата која за него ќе остане. Према тоа, сите тоа се гестови на една кловновска структура, зад која има само еден лидер, а тоа е лидерот на партијата на власт. За жал, тој е автократот од класичен тип. Тука нема дискусија. Говорејќи за европските вредности, коалициониот партнер на ДУИ, на власта, значи на ВМРО ДУИ, лидерот Ахмети, правеше прилично турнеи со намера, со интенција да изврши притисок, дури и најави силен притисок од страна на Европската Унија кон македонските политичари, токму во декември околу решение за името. Ништо од тоа нема, професоре Фрчковски. Иако интенцијата се разбира се евроатлантските и европските интеграции, зошто толкав оптимизам кај Ахмети? Зошто такви бомбастични најави дека сме пред решение на името? Па не знам, бидејќи нема, тоа е нетранспарентен процес, не можеме да кажем што вистински се случува зад сцената. Можеме да претпоставуваме што се случува. Оно што можам да го кажем со сигурност и од искуство како се решаваат тие прашања компаративно во различни земји и кај нас, дел од таквите комплицирани прашања на преговарање е следното: дека тој процес, тој проблем нема да се реши без да има форум за преговори. Значи мора да биде воспоставен форум за преговори, кај што ќе седнат класично екипи на двете земји и кои ќе растресат на масата некое одржливо решение во детали. Ќе бидат ли затворени? Затворени, полуотворени, тоа веќе од медиаторот зависи кој ќе ги медира. Не мислам затворени се додека најдат решение. Веројатно, се додека не стават подпис. Веројатно тоа ќе биде еден процес во ограничен период од 15 месеци дена, слично следете го Србија и Косово. Тоа се такви преговори. Значи слично на анкетната комисија која беше договарана. Само делумно слично на Словенија и Хрватска, таму имаше арбитража, а пред арбитража се реши проблемот. Ама Србија, Косово е сличен пример, кога влегува Европската Унија и создава форум на преговори. Значи, ние мора да седнеме како експерти од двете страни и во детали да разгледаме. Само тогаш може да се појават премиерите и да кажат дека тоа е прифатливо, неприфатливо. Вака, со Нимиц, бидејќи не се преговара, они даваат изјави во Атина и во Скопје, кои се најчесто изјави упатени на својата публика, се најчесто изјави поекстремни, потврди, бидејќи се упатени на својата гласачка публика, изјави кои зависат од ставот на другата страна. Значи, ако Атина покаже попусливост, ние ќе тоа така никогаш не се случува. Тоа е несериозна игра. Значи, кога ќе почнат форум, кога ќе се воспостави за преговори, можете да со сигурност кажете, аха, нешто сериозно почна да се расправа тука. До тогаш ништо нема да се случува, тоа 100% сум сигурен. И дебатата во Берлин беше следна: дали похрабро Брисел ќе влезе во и Германија ќе влезе во комбинација не за решавање на името, него за создавање форум на преговори со медиатор, за да може да има известно решение после месец дена, 2 месеца евентуално, не повеќе.
пошто има еден пакет кој виси во воздух, као Love is in the air, така е тој пакет во воздух го знаеме, треба да го стават на маса и во детали да му влезат екипите на двете страни. Сега, социјалдемократите, бидејќи тамо беше поголем дел од полисимейкер на социјалдемократска германска сцена, јавно кажа дека они размислуваат таков стар да заземат и да ја поддржат Меркел ако таа тргне во офанзива некако. Во создавање на тој форум. Да. Значи они отворено рекоа дека се спремни тоа да го поддржат, размислуваат во таа насока бидејќи тоа прашање мора да најде некакво решавање сега. Ова што Филе го зборува на друг начин, а тоа е дека земјите од Европска унија треба да каже што мислат со Македонија. Дека ова во бескрај не може да се одвива. Надвор од тоа се изјавите на нашиот премиер, кои се политички или пропагандно мотивирани, дека Америка и Германија треба да извршат притисок. Он смета дека треба да извршат притисок во смисла дека Грција треба да попушти, да не прифати под фиром во НАТО. Тоа е неговата позиција, за тоа негово мислење. А тоа што они мислат, тоа што европјаните мислат, кога ќе го речат истото дека треба да се вклучат, они не мислат таков притисок на Грција, него они мислат да создадат форум за преговори, па да не донесат нас. Кај нив е поголем проблем да ги донесат грците, бидејќи Грција е земја членка, она се однесува поарогантно кон тој форум, кои сте вие да не викате се за преговарање, им вика на германците. Да, зависи од германските пари. И нивни проблем е поголем грците да ги донесат, и тоа е, околу тоа е борбата. Не нас ќе не донесат за уво, мислам брзо. Не сме ние толку проблем колку што се грците проблем, но ќе видиме како тоа ќе се распреде. Можда сепак ќе успеат. Ја мислам дека тука треба да се вклучат и американците со помош, значи тој бином од Охридскиот договор треба да исфункционира. Подобро и тогаш имаме шанси нешто во еден процес од месец-два да решиме. Без тоа ништо. Тоа ќе се тркала, после декември ќе доаѓа јануари, сонцето пак ќе изгрева и така најде, тие глупости поетски ќе видат. А во меѓувреме Филип поздрав ќе праќа, Александар гордо поздравот ќе го враќа, прилike ќе возиме таа агенда. И тој вокабулар. И околу претседателските избори повторно заради тоа што се имаше прилично бура реакција, имаше Владо Камовски беше споменуван името на председателот на МАНО дека би бил кандидат на ВМРО ДПМН. И вие, познавајќи го добро гласачкото тело, говорејќи за национализам, популизам, опасностите кои надвиснале во Македонија околу автократското владење, каков председател ќе добие Македонија во март? Па не знам искрено околу тоа, не знам што ќе се случува реално, тоа е во главном тој тип на разговори што ги слушаме, се гледа дека се шпекулативни, дека не се пресечени од партиските блокови, но она што мене повеќе ме загрижува е што гласачкото тело и изборите председателски се поврзуваат со една поопасна ситуација, а тоа се предвремени парламентарни избори. Тоа не смее да се случи. Ние ќе добиеме повеќе од истото, заглавени целосно во оваа бара. Ахмети тука не знам дали е сериозен и дали е моќен целата таа приказна да ја направи, но она што не смее да се случи е предвремени парламентарни избори, а она што по моје мислење треба да се одважат да почнат да размислуваат, бидејќи има бројка за тоа, тоа е рушење на оваа влада и техничка влада во парламентот. Тоа не може да се случи без сериозно вмешување на меѓународниот фактор во таа операција. Значи, ние не можеме да имаме сериозни избори со оваа власт, автократска каква е на власт, која краде редовно 100.000 гласови. И тоа не ги краде на денот на избори. Туку ги краде со систем на притисок, заплашување и уцени, кои во главном создаваат известност кај гласачите без конкретно да се краде од ова, нели, од Албанија носење тие ситни кражби. Не е тоа приказната кај нивната кражба, него е жестокиот притисок и оневозможување на нормална изборна култура и ситуација со нив. Тие треба да се спречат да организираат избори, бидејќи не може да се добие реална карта.
Мора стравот кај гласачите да падне и нивното гласање мора да биде согласно нивните позиции, а не согласно дали ќе бидат истерани од работа, дали нивниот син ќе биде истеран од работа. По тој притисок не се гласа. Во транзитологијата која предаваме, владе еден став дека после 4 изборни циклуси изборната култура во земјата се горе-долу консолидира. Кај нас 14 изборни циклуси помина и ние стоиме полошо него на некои избори 98, 2000, така. Тоа се влошува. Тоа треба да им биде јасно на странците. Ние не можеме поради системот кој е автократски, кој се развил во корени, да имаме нормални избори. Они мора да се вмешаат во смисла да обезбедат техничка влада заедно со политичките партии чии број може да се избори. Тоа се 62 пратеника, они може да изборат за техничка влада сега во парламентот, која мора да ги организира изборите и тоа пред се да обезбеди една точка. Како акупунктура, они треба да обезбедат една игла во еден нерв во Македонија. А тоа е внатрешни и државната тајна полиција, односно државната безбедност мора да се стави во раце на технички лица кои стравот кој владее во државата ќе го симнат на минимум. Тоа е неопходно за нормални избори. Не техничките формални елементи на ОДИХР. Стравот кој владее преку узурпација на овие инструменти мора да падне. Независно дал ќе бидат нападите дека Ахметин ја срушил владата, дека таа техничка влада нема легитимност, па ниедна техничка влада нема легитимност, али она мора да има задача да организира фери демократски избори со огромно меѓународно присуство и без страф. Тоа е шансата за Македонија. Било какви избори организирани од оваа автократска власт ќе бидат избори на страф, избори суштински наместени преку тој страф и крадење на 100-150 гласа. Веќе видени. Избори. Имате ли назнаки, некакви сигнали од меѓународната заедница, од американците, од европејците, дека би се согласиле за ваква техничка влада? Јас не сум преговарач за тоа. Тоа мора да го јас моите мислења лични ги кажувам секогаш на тие брифинзи околу тоа што би било нормализација на изборната ситуација во Македонија. Но тоа се мои лични мислења. Партиите мора да преговараат, а тоа се опозициониот блок и Ахмети се клучни за тоа. И тие мора да бидат храбри во целата приказна и тоа е еден група на посетни партии кои мора. Меѓутоа, лепакот во таа структура на рушење на автократската власт мора сериозно да го земат странците заедно со нив. Мора сериозна помош, бидејќи што ќе се случи? За оваа автократска власт, пола милион евро за купување на еден двајца пратеника не е проблем. Мора да се спречи тој тип на корупција и на закана при купување на мнозинството која потпира техничката влада, ако е постои. Значи мора да се обезбеди само фер, никакви посебни притисоци од странците, али оневозможување на притисокот од власта во корупција на пратениците. Тоа мора да се оневозможи. Кога ќе падне, верувајте, јас сум ги водел Министерствата за внатрешни работи и државна безбедност 4 години. Кога ќе паднат тие во раце на технички лица и кога ќе се оневозможи стравот кој од тамо се шири како епидемија пред изборите, комплетната клима гласачка се менува. Се релаксира целата состојба. Само мора да се пасивизира државната безбедност и полицијата во низината можна узурпација, лични карти за ового, лични карти за оного, списоци вамо, сели автобуси вамо, сели автобуси онамо. И заканите дека ќе има казни за оние кои евентуално гласале вака или онака, а ние ги гледаме. И сите мислат, стварно ги гледаме. Пенкалата ги гледаат за потпишување. Тотална една хистерија, параноја, гласачка влада е без да ги притиснете луѓето. Ова е време на хајки, на линч, на дисквалификации и етикети. Следно може да ви се случи дека ќе ви залепат етикета дека со помош на странците барате срушување на оваа, рушење оваа власт на рушење на диктатурата, на авторитетната власт со било кого е еманципаторска операција. Таа ги ослободува, ги еманципира човековите слободи и права во земјата. Сувереноста на Македонија е врзана, како што пишува во Уставот, за сувереноста на незините граѓани. Сувереноста не се гледа преку автократската клика
која и успеала да ја приграби власта. Сувереноста на граѓаните се гледа кога тие се ослободуваат и кога на слободни избори гласаат за кого сакаат. Тоа е сувереноста зад која се бориме и зад која стоиме. Се друго не е гајле. Емаципација на интелигенцијата. Ви благодарам, господин Фрчко.